Почитувани граѓани на Македонија, денес, на средба со политичкиот врв на државата, информирав за последната фаза од преговорите околу спорот што Република Грција го има со уставното име на Република Македонија. Со целосна одговорност, внимателност и посветеност на државните интереси, ги информирав председателот на државата, председателот на собранието и председателите на ВМРО ДПМН и ДУИ за сите детали од преговорите и известив дека владите на Република Македонија и Република Грција разговараа за опција и решение кое може да биде прифатливо за двете страни. Република Илинденска Македонија е името за кое е можен компромис со Грција. На англиски Republic of Ilinden Macedоnia. На албански Република Илиндитасе е Македонис. Република Илинденска Македонија е име со кое го зајакнуваме темелот на нашата република. А Илинден значи историски континуитет на нашите стремежи, нашата државност и нашата гордост. Илинден е нашето славно минато, Илинден е нашата светла иднина. Со ова можно решение го чуваме достоинството, го потврдуваме и го зајакнуваме нашиот идентитет македонски. Илинден е гаранција и за мултиетничка Македонија. Илинденската Македонија е држава и општество за чиј добробит и развој подеднакво се ангажирани и македонците, и албанците, и турците, и србите, и власите, и ромите, и бошњаците, и сите други што се бореле и избориле за слободна и независна Македонија. Првиот Илинден, 1903, е символ на заедничката борба за слободна и автономна Македонија, без разлика на вера, народност, пол и убедување. Првата република на Балканот, нашиот стремеж. Вториот Илинден, 1944, е заокружување на нашата борба за формирање држава. На вториот Илинден е воведен македонскиот јазик како службен јазик во нашата држава Македонија. Третиот Илинден, 8 септември 1991, е символот за нашата независност, за која се изборивме без капка крв, нашата самостојност. Слободна и независна Република Македонија е плод на трите Илиндени, на Илинденското востание и Крушевската република, на НОП и партизанските единици кои ги носе емињата на славните илинденци и на политичката борба за независна и меѓународно признаена Македонија. Илинден е нашиот празник, Илинден е нашиот македонски јазик, Илинден е нашата државна химна, Илинденската идеја за слобода и државност од 1903 се оствари со Асном 1944 година. Сакам да испратам и порака до граѓаните на Грција. Со ова име правиме целосно разграничување со регионот Македонија во Грција. Разграничување од секој аспект. Илинденското востание е заедничка борба на нашиот мултиетнички народ за социјални права и слободи. И нема никакви територијални аспирации према ниту една соседна земја, вклучително и Грција. Тоа е истата борба и во 1903 и во 1944 година. Уште еднаш потврдувам, и јас, и мојот народ, дека немаме никакви територијални претензии и ги потврдуваме неменливоста на границите и почитувањето на наследството на грчкиот народ и Грција. Македонија е подготвена да го потврди ова на сите потребни начини. Почитувани граѓани, сега нам ни треба нов четврти Илинден, во кој ќе се обединиме одново. Четвртиот Илинден е нашата светла иднина. Со четврти Илинден, со евентуален договор меѓу Република Илинденска Македонија, неповратно го отвараме патот кон членството во Европската Унија и НАТО, што е гаранција за нашиот опстанок и напредок. Во јули добиваме покана за членство во НАТО. Ќе бидеме рамо до рамо со САД, Франција, Велика Британија, Германија, со најсилните земји. Тие ќе бидат гаранција за нашата безбедност и стабилност. Нема повеќе пречки за членство во Европската Унија. Отворени врати наместо блокади. Ќе добиваме повеќе пари и помош од Европската Унија. Фондови за движење на економијата, фондови за подобар живот на граѓаните. Во кој момент ќе добиеме столче во Брисел, ќе зависи само и исклучиво од нас, од тоа колку брзо ќе ги спроведеме реформите. Со можниот договор добиваме финална потврда
јазик македонски, language Macedonian, идентитетот гарантиран и меѓународните кодови МК и МКД ќе бидат обезбедени. Грција од држава во која сме во спор станува наш поддржувач. Ќе имаме нивната поддршка, ќе се зајакне економската соработка, ќе се интензивира трговијата, ќе биде наш промотор во Европа и светот. Заради овие историски придобивки, заради ваквата гаранција за развој на Македонија, заради гаранцијата за влез во НАТО и Европската Унија, заради гаранцијата за идентитетот македонски, ќе прифатиме севкупна употреба на името Република Илинденска Македонија, како и заради зајакнување на меѓуетничката кохезија. Спроведувањето на употребата на новото име за внатрешна употреба би се реализирало во фази. Етапно, онака како што ќе напредуваме низ преговорите за членство во Европската Унија, а ќе се обезбеди преку референдум и преку уставни амандмани. Почитувани граѓани, јас донесов одлука и стојам 100% позади стремежот да успееме како народ, како држава, како идеја. Верувам во оваа решение, подготвен сум да водам и ќе водам напред. Јас сум македонец и ве повикувам сите, македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошнаци и сите други. Ама сите, следете ме и поддржете го можното решение за 25 годишниот спор која влечеше Македонија надолу, конечно да го решиме. Ајде сите заедно да ставиме печат на безбедноста, стабилноста и развојот на нашата Македонија. Ајде сите заедно да поддржиме решение кое гарантира економски просперитет и унапредување на идентитетот. Сега е момент, ги повикувам сите политички сили во општеството, сите групи и заедници, приклучете се, да искористиме оваа историска шанса за дефинитивен заеднички успех за Македонија. Честно е, на крајот да кажам, дека ова треба да биде секако прифатено и од страна на Грција. Не дај Боже, ако не биде прифатено од било која страна, остануваме посветени се додека не најдеме решение прифатливо и за нас и за Грција. Благодарам. Постигнавте ли согласност за на ВМРО ДПМН и на председателот Иванов? За нивните ставови ќе си кажат тие. Вашиот впечаток? Денеска целта имаше за право и за потреба да информира. По вакво сериозно прашање треба да одлучуваат веројатно да размислат и да кажат своите стави. Тоа е многу логично. Имавте дискусија внатре или? Заради тоа што јас сум Зоран Заев и настапувам како премиер. Пратениците да одлучуваат во собранието, треба органите и телата на партијата, на Социјалдемократскиот сојуз, нашите коалициони партнери да го потврдат. Но јас сум првиот во извршната власт. Јас сум најодговорниот во овој преговарачки процес. И честно е да го соопштам мојот став и да го повикам мојот народ да не следи во вакво историско решение. Рековте ќе има референдум, кога? Чекорите со времената рамка ќе бидат дефинирани. Важно е тоа што нашиот грчки партнер прифати да се спроведе референдумот со цел секако да го заокружиме вечно прашањето, со намера да биде успешен. При тоа тие и не бараат референдум. Јас сум благодарен заради тоа. Сепак ние менуваме нешто во Македонија. Соодветно чекорите, штом ќе ги дефинираме, веднаш ќе ги соопштиме. Следува идната седмица средба, секако доколку и двете страни се согласуваат да продолжи ваквата средба со Нимиц во Њујорк, каде што ќе се драфтира на хартија овие постулати за кои што денеска зборуваме, ќе се утврди договор, ќе се утврди времена рамка во кој што е и референдумот, секако и информацијата за почнување на поканата од НАТО, сите детали кои што се внатре, но секако и меѓународно правните аспекти за одлуките во Обединетите нации. Тие се документи кои што ги очекуваме до крајот на идната седмица. Грчката опозиција го одлука. Јас верувам дека навистина сите треба да направиме напори. Ги следам внимателно и аргументите заради кои што таму има и одредени и негативни одлуки, не се во функција на нашите очекувања. Јас очекувам и се надевам на консензус и во Грција, и кај нас во Македонија. Сакам да апелирам на вистина на органите на одлучување, сите кои што одлучуваат, така и на институциите во двете земји. Тоа што го испратив како порака до граѓаните на Грција е вистината. Илинденското востание е востание за социјални права и слободи.
нема никакви претензии према никој од соседите, така и према Грција. Траела Републиката 10 дена, но тоа е нашиот вечен порив за борба за социјални права и слободи. Македонија денеска е слободна држава, ги ужива своите социјални права и верувам дека овој четврти Илинден, кој што е во најава, навистина ќе остане гордост на мојот народ, на мојата земја, но ќе остане и символ на градење на пријателство со еден добар, а тоа е нашиот јужен сосед. Дали без внатрешен консензус ќе терате идејата до крај? Јас не би сакал да избрзувам, заради тоа што гледате сензитивен е процесот, внимателно чекориме. Ви благодарам што почекавте 2 дена да јавно соопштам редовице, председателот на државата, на собранието, шефот на опозицијата, председателот на најголемата албанска партија, да внимателно чекориме. Имаме шанса да се договориме. Ако се договориме, ја обезбедуваме иднината на нашите идни генерации, а секако и на сегашните генерации. Не би навлегувал во деталите. Сите сме сериозни, јас благодарам на сите учесници кои што беа на ова лидерска средба. Јас сум задоволен што сите сериозно пристапуваат на проблемот, сериозно го гледаат тоа, дава надеж и да изградиме национален консензус. Јас верувам дека сите ќе бидеме достоинствени на моментумот пред кој што сме исправени во очите на нашите граѓани, во очите на иднината на идните генерации. Што ако не се договориме, што тешко ќе да договориме? Јас реков, на крајот така завршив, не дај Боже, ако од било која од двете страни, заради тоа што денеска и ние информирав, не дај Боже од двете страни биде прифатливо. Ние изградивме големо пријателство со Грција. Моментот нема да го пропуштиме. Ке се обидуваме и понатаму се додека не најдеме решение. Но верувам дека ова опција и решение е навистина нешто на кое што можеме да подадеме рака и низ процедурите после на временската рамка која што ќе договориме за нивно спроведување, можеме се целото тоа да го решиме. Ви благодарам на сите.